По искачени 20 на врвови и 100 карпини низ целиот свет, Илина Арсова го достигна својот врв, се искачи на Монт Еверест. Таа е првата девојка од Македонија која успешно го освои врвот на светот. Искачувањето се случуваше пред 4 месеци. И во оваа фотопрезентација ќе го представам целото патешествие, како се одвиваше целата таа експедиција. Меѓу другото, ќе спомнам и други активности од изминатите неколку години, кои што ги правевме како подготовка со потесен круг на пријатели и други планинари, меѓу кои што и домашниот Надир Мурсели, кој што е вечерва тука присутен. Сакам да им се заблагодарам на сите, особено и Немо што тука ме повика, како и на Јоцо, претседателот на клубот Љуботен, така и на мојот партнер Илија Ристовски, со кој што најголемиот број искачувања досега ги правевме заедно, но за жал за искачувањето на Монт Еверест не можевме да дозволиме двајцата да заминеме на експедиција и тој ги отстапи своите средства за да можам јас сама да одам. Искачување на врвот значи искачување на сечи сопствен врв во животот, со многу труд, со многу работа, со многу упорност, се е можно и покрај тоа што ние не живееме на Алпите и на ваква експедиција ни е многу недостижна, како заради физички тренинг, така и заради финансиски средства. Сепак ете јас успеав, се докажав себе си дека можам тоа да го направам на нашата земја и донесов еден нов спортски момент како прва жена на највисокиот врв во светот. Се надевам дека тој момент ќе биде инспиративен и мотивација за многу други млади спортисти, но исто така сакам да го пренесам и како една порака дека со упорност и со работа, со верување во своите соништа се е возможно и се е достижно. Во искачувањата најчесто е придружува незиниот пријател Илија Ристовски, а неретко на експедициите им се приклучува и Надир Мурсели, кој е член на планинарскиот клуб Љуботен од Тетово. Јас како член на планинарски клуб Љуботен, исто како другар на Илина Арсова, соработуваме доста околу наши заеднички акции, што се надвор од земјата, како експедиции. Минатата година бевме на високиот врв во Северна Америка, Аляска, Маккинли. За жал имавме лошо време. Инаку работиме и на други проекти. Илина Арсова и во Тетово го раскажа ова свое патешествие. Вели до висина од 5000 метри одела сама, се додека не ја стигнала својата екипа која тргнала една недела порано. Секојдневно морале да пијат 4 до 6 литри вода поради големата опасност од дехидрација. Веќе на висина од 8000 метри користеле дополнителен кислород, а секојдневните болки ги чувствувале 3 пати повеќе и сите одеднаш. Чувството е како да си на друга планета, раскажуваше Илина. Пред 4 месеци завршило искачувањето на незиниот живот кое траело 60 дена.